Сложената и гломазна административна процедура е пречка за бизнис секторот да донира средства на фондации, јавни институции и граѓански здруженија. Од Фондацијата за развој на локалната заедница Штип со став дека за да се подобрат работите на оваа тема треба да се донесе нов закон. Законот за донации и спонзорства е во процедура на менување во Министерство за правда. Веќе има дури и до влада дојдено некоја верзија во која што барем од она што го имаме видено треба да се олесни административната процедура за донирање. Според актуелното законско решение, фирмата донатор мора да помине низ процес на пријавување, на пресметки, на завршна сметка, книжење на посебни конта на уплатените средства, што влијае демотивирачки и многу малку се користи мерката за ослободување од данок. Корисникот на донацијата, всушност корисниците, здруженијата на граѓани според овој предлог кој што го има, само се регистрираат во Министерство за правда и кога донирате на вакво здружение и организација, тогаш автоматски сте ослободени од данокот, т.е. ги користите даночните повластици кои што ги предвидува законот. Како позитивен пример дека моделот може успешно да функционира е проектот Платформа за инвестиции во заедницата во реализација на Фондацијата за развој на образование и култура Албис. Фондација Албис секоја година дели по 175 стипендии. Ова програма е поддржана само од бизнис сектор. Значи годишно повеќе од милион евра се даваат од бизнис секторот. Проектот се имплементира во Скопје, Тетово, Струмица и Дебар, но целта е моделот да се реплицира и во другите градови. Бизнис секторот не треба да има улога на спонзор, туку на партнер во решавање на проблемите на локалните заедници, а од тоа да има и бенефит. За Сител, Трајан Ристовски.